Во наредниот период можни се измени во начинот на пресметката на струја, која и сега се применува при потрошувачката и наплатата, изјави председателот на Регулаторната комисија за енергетика Ацо Ристов. Мој личен став е дека треба се да се отвори и ова прашање ќе го разгледаме, ќе видиме во периодот дали да нема или ќе има или ќе се другојаче димизионират. Ќе направиме анализа од досегашното искуство, бидејќи ова веќе неколку години е важечко. И ќе видиме со искуствата од регионот како може, дали може нешто да се направи подобро се за интерес на крајниот потрошувач. Во секој случај ќе направиме анализа уште еднаш. Значи можно е да направиме некој нов начин кој што ќе биде ајде да кажем поправичен. Во делот на производството на струја од обновливи извори во Македонија, конечно ова производство е доминантно, но проблем е учеството на производителите на европскиот пазар. И очекуваме дека ова година би требало до крај на година формално и ние да си ја завршиме домашната задача поврзана и со сертификација и со одвојување на обновливите извори од изворите кои што се произведени од фосилни горива, за да може конечно оние сите инвеститори домашни и странски во државата да следната година станат учесници на европскиот обединет пазар, како би се надминале овие проблеми кои што сега реално ги имаат производителите, бидејќи не можат да ја пласират енергијата во Европа. Ристов ги спомена и локалните јавни предпријатија и големите загубари со вода кои достигнуваат до 63%. Имаме алармантни бројки во делот на загубите на електрична и на вода, кои што изнесуваат 63% на национално ниво и регулаторот во секоја прилика укажува на овој податок до сите институции инволвирани, посебно јавните предпријатија, да сериозно се зафатат за овој ресурс, бидејќи водата ќе стане ресурс кој што ќе биде доминантен во периодот кој што е пред нас. 5,7% е годишната инфлација, 1,3% месечната, пресмета за последниот месец Државниот завод за статистика. Дали овие бројки коинцидираат со очекувањата на премиерот Христијан Мицкоски? Јас реков дека моите очекувања се горе-доле како што се резултатите во регионот. Бугарија е над 6%, еврозоната е над 3%, Хрватска е околу 6%, слично е и во Грција, Косово е 7-8% и реков во рамките на тие 5-6% очекувам да биде годишната инфлација. Според Мицкоски, инфлација има, но цените на прехранбените и други артикли се стабилни. Но на што е важно е дека основните прехранбени производи, годишната стапка на промена, односно месечната стапка на промена, па и годишната е помала од вкупната инфлација, а најголемите отстапувања се во делот на транспортните услуги, посебно билетите за нискобуџетните авиокомпании, и тука имаме до 150% изголемување на цените, така што очекувам со намалувањето на цената на нафтата и нафтените деривати и тој дел од пазарот да се смири. Инфлаторните движења се под обсервација, а тенденцијата во Европа е економски нестабилна. Дали владата предвидува нов пакет на антикризни мерки? Го следиме тоа. Во моментот опцијата да основните прехранбени производи, ДДВ-то кое што е 5% биде намалено, се уште е на маса, но повторно ви велам, околу 0,7% мислам или 0,8% е месечната промена на цените на основните прехранбени производи на сметка на транспортните услуги. Тоа е отприлика она кое што е предмет на нашата анализа. Во јуни ќе се знае кои владини сектори ќе останат без министри, кои ќе дојдат на нивните места и кои ќе ротираат од една на друга позиција. Во моментов премиерот Мицкоски не открива кои од сегашните министри не ги исполниле очекувањата. Се уште немам она длабински размислувано, но правиме анализа, се разбира, и јас лично, но и луѓето од мојот кабинет имаме некакви индикации, така што еве го јуни месец доаѓа, така што во јуни месец ќе имаме повеќе детали. Едно од прашањата е дали знам со новата распределба ќе ги задржи сегашните позиции на моќ со оглед на фактот дека има еден пратеник помалку. Ние како коалиција предводена од ВМРО ДПМН на тие преговори ќе излеземе со наш став и тој став
пред се должи на нашите анализи. Би сакале да ги слушнеме и ставовите на останатите коалициони партнери и се надевам дека како стратешка коалиција и понатаму ќе продолжиме успешно да ја водиме македонската влада. На прашањето дали е можно вклучување на нови партии во владината коалиција, Мицкоски беше лаконичен. Се е можно, да. Во меѓувреме, ВМРО ДПМНЕ спроведува партиска реорганизација. Се избираат координатори на сите општински комитети согласно партискиот статут. Резултатите од внатре партискиот конкурс ќе се знаат до крајот на мај. Здравството е пред сериозен предизвик бидејќи со години исцрпувано, а потребни се пари и подобар здравствен стандард. Изјави премиерот Христијан Мицкоски на прашањето дали на позитивната листа ќе има нови лекови. Тоа што ние го правиме во здравствениот сектор е нешто кое што не се случувало со години, би рекол, па и со децении, вклучително и проширувањето на позитивната листа. Очекуваме во годините, односно во месеците кои што следат, нови убави вести за македонските граѓани со нови лекови кои што ќе бидат вклучени на позитивната листа. Но исто така мораме да бидеме свесни дека здравствениот систем е озбилен предизвик за сите нас. Но има и предупредување. Ако ние континуирано продолжиме да го исцрпуваме на начин на кој што го исцрпуваме во моментот, а истовремено да очекуваме квалитетни услуги и квалитетен сервис, тоа просто е невозможно. Затоа на настанот пред овој настан имав уште еден настан на кој што зборував за демографијата и таму испратив една порака во која што кажав конечно е дојдено време кога треба да си го поставиме прашањето што можеме ние да направиме за татковината, а не татковината за нас. На што премиерот конкретно мисли? Затоа што ние не можеме да се однесуваме како што поединци, не велам дека тоа е пракса, во здравството се однесуваат, да речеме, се пишуваат дежурства и така натаму за 31 ден работен во февруари со 24 часа на ден работа, а истовремено да очекуваме да вложуваме во здравството. СДСМ и даде рок од 24 часа на националната телевизија Алфа да ја потврди веродостојноста на објавените документи за председателот на партијата Венко Филипче. Бидејќи Алфа ТВ објави документи за председателот Филипче, им даваме рок од 24 часа да излезат пред граѓаните и да одговорат. Дали документите и визите се фалсификувани или се автентични и оригинални? И најавуваме веднаш, доколку се фалсификат, ќе заработат кривична пријава за објавување на лажни податоци. А доколку се автентични, тогаш ќе следува пријава за злоупотреба согласно Законот за заштита на личните податоци. Во денешното обраќање до јавноста од ВМРО ДПМНЕ ги обвинија СДСМ и Филипче за подготвеност во секој момент да ги предадат и продадат државните интереси во замена за власт. СДС и Филипче за власт биа редефинирале македонската историја и идентитет. СДС и Филипче уште веднаш се подготвени да направат ново национално предавство, почнувајќи со уставните измени. Бугарските власти јасно кажаа дека уставните измени не се последниот услов кој го имаат за влез на Македонија во Европската Унија. За 6% е намален вкупниот криминал во државата за периодот од една година и тој во моментов е најнизок во последните 20 години. Изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на свеченоста по повод 7 мај, денот на македонската полиција. Сузбиени се 16 организирани криминални групи, во кои што действувале 205 лица. Во делот на борбата против корупцијата беа реализирани повеќе значајни постапки, вклучително и случаи од висок профил, а сузбиени се и 4 криминални групи. Особено е значајно што вкупниот криминалитет бележи намалување и е на најниско ниво во последните 20 години. Ефикасноста пак изнесува 67,2%, што исто така представува највисоко ниво во последните 20 години. Овие резултати имаат многу подлабоко значење од самата статистика. Тие се порака дека законот мора да важи
подеднакво за сите. Сообраќајната безбедност е еден од приоритетите на полицијата и овде постигнати се одлични резултати, потенцира Тошковски, изнесувајќи конкретни податоци за проектот Безбеден град. Проектот Безбеден град веќе дава конкретни резултати, при што се бележи намалување на сообраќајните прекршоци и бројот на жртвите. Овде само би сакал да ги споредам бројките од оваа година за месец април за градот Скопје, во споредба со минатата година за месец април за градот Скопје. Лани сме имале 8 жртви, оваа година немаме жртва, како последица на непочитување на сообраќајни правила во градот Скопје. Безбеден град полека се шири во сите градови и тој до нова година ќе биде присутен во целата држава. Регионална министерска конференција на тема предводење на промените, патеки кон демографска отпорност согласно потребите на луѓето, се одржува денеска и утре во Скопје во организација на Министерството за социјална политика, демографија и млади во партнерство со Фондот за население на Обединетите нации. Конференцијата ја отвори премиерот Христијан Мицкоски. Подготвивме новата стратегија за демографска отпорност 2026-2046. Не како формален документ што ќе остане на хартија, туку како национална рамка за иднината на државата. Оваа стратегија е изградена врз едноставна, но суштинска идеја. Дека најголемата сила на една држава не се ресурсите, не се бројките, туку луѓето. Таа не се темели на изолирани мерки и адхок политики. Таа представува сеопфатен пристап што ги поврзува економијата, образованието, здравството, трудот, социјалната политика, домувањето, дигиталната трансформација и регионалниот развој. На отварањето се обратија и министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани и министерот за надворешна политика Тимчо Муцунски. Нашата цел е да ја пренасочиме дебатата од демографска загриженост кон демографска отпорност. Тоа значи политики заосновани на докази, но и на вредности, политики што ги стават луѓето во центарот и создаваат поинклузивни и поотпорни општества. Ние не смееме да бидеме пасивни наблюдувачи на демографските процеси. Напротив, мора активно да ги обликуваме. Водени од принципите на агендата 2030, нашата цел е јасна. Да изградиме отпорно, инклузивно и просперитетно општество кое создава можности, а не причини за заминување. На конференцијата, која за тема го има најголемиот проблем на Европа, демографијата, се обрати и Пио Смит, помошник генерален секретар и заменик извршен директор во УНФПА, и Ален Берсе, генерален секретар на Советот на Европа. И мојата порака е јасна. Мораме да престанеме да ги наблюдуваме ваквите демографски податоци како апстрактни бројки и да започнеме да ги гледаме како збир од човечки избор, здравје и аспирации. Бугарија влегува во завршна фаза од формирањето нова редовна влада откако претседателката Илијана Јотова денеска ќе му го врачи мандатот на Прогресивна Бугарија. Партијата на поранешниот претседател Румен Радев со тоа започнува уставната постапка за состав на кабинет во рамките на 52-то Народно собрание. Мандатот според бугарскиот устав се доделува на најголемата парламентарна сила, а тоа е токму Прогресивна Бугарија која победи на предвремените парламентарни избори во април. Се очекува Радев да биде предложен за премиер, со што поранешниот шеф на државата практично се враќа во центарот на бугарската политика, овој пат како носител на извршната власт. Председателот на Србија Александар Вучич објави програмски текст во кој презентира план од 5 точки за Србија, потенцирајќи дека е потребно да се донесат смели и важни одлуки во наредниот период. Тој нагласува дека на Србија се потребни решителни сериозни реформи во наредниот период. Како прво, драстично намалување на бројот на членови на владата, државни секретари и помошници министри. Потоа зголемување на продуктивноста и повеќе работа и посветеност. Како трето, храбра и моќна промена на целиот образовен систем на Србија. Четврто, сеопфатен пристап кон решавање на сите енергетски прашања и проблеми, вклучително и користење на нуклеарната енергија. А како пето, агресивно усвојување и знаење и негова примена во роботиката, вештачката интелигенција и современите технологии.
Европското јавно обвинителство објави дека 21 лице е уапсено во Хрватска под сомнение за корупција и измама со субвенции поврзани со европските земјоделски фондови. Меѓу уапсените се и поранешен стручен советник во филијалата на Агенцијата за плаќање во земјоделството, рибарството и руралниот развој и раководителот на истата филијала во агенцијата. Европското јавно обвинителство најаведува дека ги сомничи за злоупотреба на положбата и овластувањата и примање мито. Според досега собраните докази, осумничените се обиделе нелегално да добијат вкупно околу 670.000 евра европски грантови, од кои били исплатени околу 357.000 евра. Членовите на злосторничкото здружение наводно примиле најмалку 36.000 евра мито за своите услуги. Неофицијално турска студентка пронајдена е почината во изнајмен стан во Штип, на улицата Васил Главинов во Штип. Информацијата до надлежните стигнала од нејзини колеги, кои неколку дена безуспешно се обидувале да стапат во контакт со неа. По неа, денес на лице место таму беа увидна екипа на секторот за внатрешни работи Штип, возило на брза помош и возило на територијалната противпожарна единица Штип. Според очевидци, во прашање е студентка која живеела во посечениот стан сама. Од страна на полицијата пронајден е сопственикот на станот, но сепак увидната екипа во станот влезе преку прозорец. Во овој момент официјални информации и други детали нема, но тие се очекуваат во првата прилика. Не се знаат причините за смртта, односно дали таа е насилна или во прашање е нешто друго. Телото ќе биде предадено на обдукција, пошто ќе се знаат сите детали за причините за смртта. Македонија денес го одбележа денот на својата полиција. Таа не е само институција на униформа, наредба и овластување, туку еден од највидливите тестови на државата пред граѓанинот. Силата на една држава се гледа преку силата на нејзините институции. Кога институциите функционираат, граѓаните имаат чувство на сигурност, доверба и ред. Токму затоа, улогата на македонската полиција денес и исклучително е значајна, особено во време на комплексни безбедносни предизвици и нови закани кои што не познаваат граници. Во изминатиот период покажавме дека државата има капацитет одлучно да се справи со криминалот и со корупцијата. Полициската професија бара чест, дисциплина, интегритет, подготвеност да се носат тешки одлуки во најсложени моменти. Во меѓувреме, со презентација на својата опрема и возила на градскиот поштад во Штип, СВР Штип го одбележа својот ден. Од ова место беше испратена следнава порака. Денешната свеченост е повеќе од обична символика. Таа представува искрен израз на нашата колективна благодарност и длабока почит кон нивната служба. Ова е наш начин да кажеме ви благодариме за секој ден, за секој преземен ризик, за секоја жртва направена во име на безбедноста и мирот. Најбројни од посетителите беа најмладите, чиј интерес и љубопитност беа кон изложената полициска опрема, техника и возен парк. Најинтересен ми е шлемо и оваа опрема од полицијата. Од секој пат ми била интересна опремата од полицијата. Александар Цветковски од Штипскиот сектор за внатрешни работи го доби признанието за најдобар полициски службеник за изминатиот период. Признанието му го врачи министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Секоја општина треба да има дом за стари лица со оглед на фактот дека населението старее, изјави денеска Фатмир Лимани, министер за социјална политика, демографија и млади. Имаме проекти и јавен повик отворен цела година на кој секоја општина може да поднесе барање со проекти за изградба на старски домов. Министерството има доволно пари за изградба на вакви објекти и ги повика градоначалниците да аплицираат. Од тука апелирам на сите градоначалници да се обидат да направат проекти за да им овозможиме као министерства да изградат капацитети кои се за нив задоволителни за потребите што ги имат.
Во Штип, во постапка е отстранување на административните проблеми во врска со зградата на старечкиот дом, чија изградба која повеќе од 10 години е блокирана. Во финална подготовка е апликацијата со која нашата општина ќе аплицира до Министерството за социјална политика, демографија и млади за реконструкција на објектот Дом за стари лица, како и постапката за отстранување на административните пречки за довршување на неговата изградба. Изјави градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов. Дом за стари лица неодамна со изградба започна во Кочани. Во нова постапка за изградба е и Домот за стари лица во Пробиштип, а единствен функционален во овој момент е Домот за стари лица во Берово. Председателите на општинските совети од Источниот регион утре во Делчево ќе имаат прва работна средба. Ќе разговараат за унапредување на меѓуопштинската соработка и на кој начин да се искористат потенцијалите. Значи по иницијатива на мене како председател на советот на општина Делчево, но исто така и во консултации со некои од колегите и при разговор решивме дека нема да биде лошо фактички да направиме една средба. Се надеваме дека ова средба дека нема да биде единствена, напротив ќе стане традиционална и дека ќе се одржува исто така и во други општини. Која е целта на ваквата иницијатива? Се со цел да се запознаеме со локалните проблеми, исто така и со проектите, но и регионалните проблеми кои може да бидат проточени во решени, односно проекти. Знаеме дека некош кога настапуваме и после, односно сами, некош резултатите се не толку големи, затоа здружени и регионално би било со подобар и поголем ефект. Кои се очекувањата од средбите со председателите на општинските совети? Очекуваме да имаме фактички искажување на самите проблеми, најава за други проекти, исто така ќе има презентација на два проекта, тоа е регионалниот стационар кој што треба да биде изграден во источноплански, односно во источниот дел на Република Македонија. На советите веќе помина тој проект со партиципативно учество, односно процентуално учество на секоја општина, зависи од големината. Исто така ќе имаме и втор проект кој што ќе биде презентиран, тоа е градскиот тех на општина Делчево, на кој што се очекува после завршувањето на оваа средба, исто така и да се посети на лице место. На настанот учество досега имаат пријавено председатели на совети од општина Штип, Кочани, Кратово, Виница, Пехчево, Берова, Македонска Каменица, Пробиштип, Чешиново, Блешево, Зрновци и Карбинци. Советот на општина Берово утринава одржа вонредна седница на која беше донесена одлука за прогласување на елементарна непогода поради штетите предизвикани од ниските температури и мразот врз земјоделските насади, особено сливите и други овошни култури. Со 14 гласа за и 1 одсутен од седницата констатирам дека е усвоена одлуката за утврдување на природна непогода голомразица што ја зафати територијата на општина Берово на 1, 2 и 3 мај 2026 година, со која значи се задолжува општина Берово да објави јавен повик во кој што земјоделците ќе поднесат барање за увид на комисијата која треба да излезе на терен и да ја констатира штетата која е настаната. Со ваква одлука се отвара и можноста за активирање на механизми за проценка на штетите и обезбедување на државна и институционална поддршка за погодените земјоделци. Вчера исти одлуки донесу и советите на општините Делчево и Пехчево, каде исто така беа евидентирани големи штети од мразот. 23 лица за сите потреби на клиничка болница Штип ќе бидат примени на работа во наредниот период. Од Министерството за финансии добиена е согласност и за овие лица се обезбедени средства по сите основи, велат од клиничка болница Штип за телевизија Стар. Според дописот, на работа ќе бидат примени стоматолог, фармацевт, радиолошки техничар, физиотерапевти, медицински сестри и акушерки, фармацевски техничар и физиотерапевски техничари, како и болничари, хигиеничари и возач. Во текот на наредната недела од клиничка болница Штип очекуваат согласност за вработување на уште 2 лица кои работат на позицијата информатичари.
Сеопфатната акција за собирање на отпад која викендов ќе се реализира во сите општини во Македонија, насловена како Генералка викенд, утре и задутре ќе се реализира и во Штип. На 8 мај во акцијата ќе бидат вклучени учениците од основните и средните училишта на територија на општина Штип, армијата на Република Македонија и се разбира општина Штип, јавните предпријатија. Меѓутоа оваа година интерес пројави и Универзитетот Гоце Делчев или поточно Земјоделски факултет, кои што заедно со учениците од основните и од средните училишта во Штип ќе имаат можност да ги исчистат нивните дворови, односно дворовите на објектите каде што престојуваат во текот на денот. Во сабота е главниот дел на акцијата. 9 мај во 10 часот ќе започне една малку поголема акција која што оваа година за прв пат ја организираме со неколку институции, пред се овде мислам на Министерството за внатрешни работи, мислам на армијата на Република Македонија, јавното предпријатие Македонски шуми, јавните предпријатија, вработените во општина Штип и неколку општествено одговорни компании кои што ќе бидат насочени на делот меѓу Миријаина црква и патот кој што води кон селото Шешеварлија, каде што утврдивме малку поголема количина на градежен отпад, на облека. Крајната цел на оваа акција е да собереме што поголема количина на отпад, при што во зависност од количината на отпад која што ќе се мери во метри кубни, самата организација Генералка викенд ќе даде на општина Штип толку садници колку што е собран отпад. Освен во Штип, Генералка викенд се организира и во сите градови во државата во деновите 8, 9 и 10 мај. Звучи како сцена од филм или интернет фикција, но во Јапонија навистина има патишта што свират додека возите. Ова се така наречени мелодиски патишта, делови од патот со специјално исечени. Утре времето претежно облачно, на крајниот исток ќе врне и дожд. Температурите ќе се искачат до 21 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 9 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 60%. Температурите по градови се следни: Штип и Карбенци со по 20 степени, Проби Штип 19, Чешиново Облешево 20, во Кочани 21 степен. Виница 20, Македонска Каменица 19, Делчево 20, Пехчево 17 и во Берово максимални 18 степени. Според православниот календар, утре е ден на светиот апостол и евангелист Марко. Католиците се исполнуваат за посредничка Марија.